Приидете, чеда, и послушајте ме мене, да ве научам во стравот Господов. Тоа се зборовите во свитокот што го држи во своите раце македонскиот светител Свети Јоаким Осоговски, насликан во црквата во село Псача, Кривопаланечко, во 1365-68 година. За животот, пустиножителството и чудата на овој македонски светител дознаваме од писмената и устна традиција, а тоа е неговото обширно житие, зачувано до денес во неколку преписи од 15 век наваму и во неколку преданија и легенди. За најстар препис на житието се смета синодалниот текст во ракопис од 15 век, што се чува во Црковниот историско-археолошки музеј во Софија под број 47. Познат уште како германски зборник по потекло од манастирот кај село Герман Софиско. Од истиот период датира и белградскиот ракопис на Владислав Граматик, кој што бил чуван во Народната библиотека во Белград, изгорен за време на Втората светска војна, а го содржал и житието на Свети Јоаким Осоговски. Препис од житието имало и во еден ракопис што се чувал во библиотеката на Скопската митрополија кон крајот на минатиот век. Освен житието на Свети Јоаким Осоговски, писмен извор за животот и за славењето на светецот е и службата посветена на него. Службите представуваат химнографски творби во кои што се слават еден или повеќе светители или одреден христијански празник. Службата на Свети Јоаким Осоговски е напишана од анонимен, талентиран, средновековен писател од крајот на 12-тиот или почетокот на 13-тиот век. Житието почнува со уводен дел, во кој што се зборува за Исус Христос, кој што царува и владее на небото, земјата и морето, над секакви други творби и над се друго, бидејќи е цар на оние што царуваат и Господ на оние што господарат, единствен кој што има бесмртност. Пред да поминеме на прикажување на животот и чудата на Свети Јоаким Осоговски, кој што го нарекуваат и Сарандопорски, по местото Сарандопор, каде што се сподвизнувал, да видиме како почнува житието во оригинална форма. Житие и жизнь преподобного отца нашего Јоакима Сарандопорского, царствујушту Господу нашему Исусу Христу и обладујушту му небеси и земљеи и морем и прочеју всакоју тварiju и над всеми сушту царсим, царствујуштим
и Господ господствующим един име безсмртие. В цицевих убо јавише се новоподражателие и такова го житие, ревнителие, чуднии и истини, новопросвещении отци наши и пустиножителие, небесни человеци и земелним ангели, и друзи Христови, Јоан и Прохор, купно с Гаврилом, с ними же преподобни Отец наш Јоаким, честна четворица богоизбраное здружество, трудолюбним делателие Христови. Во житието на свети Јоаким Осоговски не се кажува каде е роден и од какво семејство потекнува. Се кажува само дека се упатил од запад кон исток, како звезда многу светла по примерот на Игнатиј Богоносец, и дошол во областите на планините и пустините Осоговски. Првата вечер доцна стигнал во домот на некој богат човек, болјарин од таа област во селото Градец. Кај него имало мала црква и преподобниот, откако е извршил молитвата, седнал пред црквата да пита. Болјаринот дошол пред црквата и го затекнал Јоакима како седи и почнале да разговараат. Тогаш светиот му рекол дека со голема мака дошол до тука и дека слушнал од овие области и планините Осоговски се многу погодни за монасите да престојуваат. А особено оние кои сакаат сосема да бидат осамени, да работат искрено за Бога. И го замолил да му го каже најпогодното место каде што може да се оддаде на испостништво и богоугодност. Съже свети преподобни Отец наш Јоаким, преподобе се Игнатију Богоносному, устрмив се јако звезда многу светла од запад к востоком, приходит в страни гори пустини Осоговские. Имеje със собою хранителја и водителја ангела Божија и вселяет се таму. Болјаринот му кажал за сите вистински опасности и му го покажал местото кое било под падините на Осоговските планини кај реката наречена Скупица, во некој од тамошните потоци, наречен Бабин дол. Таму имало погодна пештера за пустински живот. Така мене смерниот ми упатија да добијам такво место за живење. И остатокот од животот мој да го завршам во заповедите Господови. Во молење и постење, во солзи и бдење, трпејќи глад и жед и злострадање. Така да го поминам краткотрајниот плачовен живот, за да добијам небесно богатство, за да се спасам од страшниот и неиздржлив пекол. Откако преноќил, преподобниот Јоаким кај болјаринот, изутрината станал и супатил кон покажаното место, зборувајќи. Преклони се, душо моја, во Твојот покој, бидејќи Господ Тебе ќе те благотвори. И кажи ми го, Господи, Твојот пат, по кој треба да појдам,
зашто кон тебе ја упатив мојата душа. Понатаму во житието се кажува како дошол на местото наречено Сарандопор, каде што останал до крајот на својот живот, молејќи му